Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е народниот правобранител Иџет Мемети. Господине Мемети, по настаните во Париз и зајакнувањето на безбедноста на така наречената балканска рута за мигрантите и бегалците, повторно на јужната граница имаме драматични сцени. Што според вас Македонија може да направи од аспект на почитување на човековите права сега? Сметам дека во никој случај не би требало сериозните лидери да го исповетуваат или да го стават на исто рамниште тоа што се случи во Париз како акт терористички со бегалската криза. Мислам дека Македонија може многу што да направи. Таа е должна да ги почитува меѓународните документи и нашето законодавство. Доволно е Македонија таквите инструменти да ги почитува и спроведува. И нема да има никаков проблем. Зошто го велам ова? Затоа што декларацијата за бегалците се основа на три многу битни елемента или фундамента, како сакате кажете ги. На недискриминација, неказнивост и невраќање. Ние гледаме дека од кога е почна кризата, во Република Македонија овие три принципа се прекршуваат. И по однос на недискриминација, и по однос на неказнивост, ако сакате и по однос на враќање, што не е во ред. Видете, на нас ни се случи да имаме и трагични настани. Сакајќи да транзитираат низ Република Македонија, бегалците се соочува со големи проблеми. Тие по пат станувале и жртви на насилство, на разни криминалци. Од друга страна, Република Македонија во два случаја, безпотребно според моје мислење, на граничниот премин имаше инциденти помеѓу полицијата и бегалците. Употреба на шок бомби, употреба на физичка сила, тие слики, сакаме не ичеме, оставија многу лош печаток за Република Македонија. Што ни се случува сега? Јас апелирам на почитување на меѓународните документи. Не може Македонија да дискриминира по етничка основа. Тоа конвенцијата не го дозволува. Ова мислите конкретно на одлуката на Македонија да ги пропушта бегалците само од Сирија, Ирак и Авганистан, но не и од оние што доаѓаат од земји кои што не се зафатени со кризни подрачја. На таа одлука мислите? Секако не знам дали има одлука формална таква. За да има една таква одлука, таа многу дебело треба да се образложи. Затоа што со таква одлука прекршуваш одредби на конвенцијата. Треба и апелирам не на национална дискриминација на лицата кои бегаат. Или се бегалци, или се мигранти. Или бегаат од директна закана, од војна и така натаму, на кои сме должни по конвенцијата и да им дадеме и привремена заштита. Или бегаат поради некоја друга дискриминација. Македонија е должна да им даде шанса на нив да влегуваат во процедура. Ако не исполнуваат услови, тогаш, согласно процедура, да се протеруваат, а не да се протеруваат без никаква процедура. Ги споменавте и самите шок-бомбите. Како Македонија според вас се справува со бегалската и мигрантската криза од почетокот до сега? Видете, јас во јуни месец имав пресконференција и на време ги предупредив властите, затоа што констатирав дека Македонија има многу лош систем за прифат на странци кои на илегален начин влегуваат во Македонија. Дека има многу лош систем за прифат на бегалци во нашата територија. Ние само формално имаме прифатено доста стандарди, но од друга страна не сме создали никакви услови за да тие стандарди се спроведуваат. Имаме два центра. Центарот за илегален влез и Центарот за азил.
Што може земјите од така наречената балканска рута да направат повеќе за бегалците и мигрантите од аспект на почитување на човековите права? Земјите треба многу покоординирано да пристапат кон оваа криза. Лидерите ги повикувам на умерени и многу хумани изјави. Ти може да немаш капацитети, може да немаш можности да се справиш на ниво кое го бараат стандардите, но не може да се оправдуваш со тоа дека поради тие капацитети јас нехумано ќе постапувам. Да вратиш дете од граница, зашто само во Македонија се случија да има жртви, од преку 20 жртви од бегалците кои транзитираат. Јас не знам дали тоа се случило во Србија да има тако, или во Хрватска, или некоја друга држава. Мислам дека на крај се сведува тоа дека лидерите разговарат за бројки, се надмудруваат или се надпреваруваат по однос на тоа кој поквалитетно ќе ги регистрира, кој ќе го надмудри другиот политички, што е многу лошо за бегалците и за мигрантите, кои не поради нивната волја, поради тоа што се случува, или е директна опасност, или се оплашени, или е во прашање некоја друга дискриминација. Господине Мемети, на тема прислушување. Во март, кога во ЕК беа така наречените бомби на опозицијата, излеговте на пресконференција и рековте дека само иницијативно сте отвориле постапка за прислушувањето и сте испратиле барање до надлежни институции. До каде е таа постапка? Што се случува? Јас ги искористив скоро сите можности што ги дава Законот за народен правобранител. Последно беше за попречување да се обратам до владата и до Собранието на Република Македонија, затоа што тоа го бара законот. Се уште ни од владата, ни од Собранието немам повратна информација. Така да тој предмет се уште е отворен. Јас не знам како на друг начин да го затворам, освен законито постапување. И верувам дека ќе инсистирам на одговор од страна на владата и Министерството за внатрешни работи за сите тие клучни прашања што ги поставив уште тогаш со цел, затоа што тие се должни тоа да го направат. Но тоа сега ви игнорираат. Тоа не е во ред. Тоа е проблем на функционирање на институциите во Република Македонија. И затоа дојде до извештајот на комисијата, извештајот на господинот Прибе и така натаму, во кој се констатира дека во Македонија, во Република Македонија институциите не функционираат, вербата и така натаму. Зошто не се попречува работата, на пример, на омбудсманот на Србија? Тој може слободно да влезе во просториите на службата на ДБК и да ги провери сите работи кои не му се битни, затоа што законот бара од него да спроведе одредена постапка. Овде не е во прашање Иџет Мемети. Во прашање е институцијата народен правобранител. Во прашање е функционирањето на правниот систем во Република Македонија, кој очигледно не ни функционира како што треба. Тогаш рековте и дека не постои здрав разум кој нема да се согласи дека во државата имаше масовно прекршување на човековите права и слободи, но и на правото на приватност. Имате ли впечаток дека некој во држава ве слуша кога давате вакви изјави и има волја за подобрување на состојбите? Па тоа е проблемот. Проблемот е до тоа да нема волја за спроведување на прописите. Значи, тие што ги спроведуваат прописите во Македонија се проблемот. Зошто? Затоа што немаат волја истото да го направат. Ако мислите за конкретното, како би се расчистило, видите, ние во Република Македонија парламентарна демократија формиравме посебно јавно обвинителство. Тоа доволно говори во кое ниво сме. Тоа доволно говори колкава е волјата на институциите да се справат со предизвиците и со проблемите и да ги разрешуваат. Ние дозволивме како општество да доаѓат од надвор, да ни зацртуваат како треба да постапуваме, што е исклучително лош знак или лоша состојба за општество наречено парламентарна демократија. Господине Мемети, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше народниот правобранител Иџет Мемети. Доведување до следната недела.